Дегенерициве ја буцкаат Финска шо побрзо да влезе во НАТО. Па дал се нормални бе? Па ист одговор ке добијат од Путин како во Украина. Па родниот град на Путин, Санкт Петербург, е на 200 километри од Финска бе. Нема шанси Путин да дозволи НАТО база на таа дистанца. Нема шанси. Го предизвикуваат да влезе во војна со НАТО бе. Дал се нормални бе? Дали чуле тие за Сармат, интерконтиненталните балистички ракети, 18.000 километри домет, 10 боеви глави може да носат од 100 мегатони. Знаете колку се 100 мегатони? Знаете колку е? Неколку илјади пати повеќе од онаа бомба во Хирошима. Вакви 10 носи една Сармат. Па ако падне на една држава како Франција или Полска нива ќе ја направи бе. Па што сакаат бе тие бе дегенерици бе? Па Борис Џонсон и ЕУ нешто се топорат ке бранеле Финска. Вода у очи немаат бе. А од септември буквално и лепке немаат да јадат, нике имаат да се греат. Се гледа дека се тотално под волјата на САД, не знаат каде тераат. А вака како тргнало го тераат Путин да ги замава со тоа нуклеарките. Сте чуле за Посейдон торпедото, најголемо торпедо на светот? Сте чуле? 70 чвора, ни едно друго НАТО торпедо не може да го стигне. Ако мавне во некој брег, цунами крева од 500 метара бе. Абе тоа градом ќе го направи, шо знам, полигон за бубашваби и за скорпии. Бе! А Путин, колку и да не ќе нуклеарна војна, го тераат, го притискаат, за да го стисне тоа црвеното копче бе. Не ми се верува бе. Како успеа вака да се дебилизираат европскиве политички елити, не ми е јасно. И тоа да се дебилизираат до степен свесно да се самоубијат заедно со своите народи. Каква декаденција и пораз на сите вредности. Читам некои израелски аналитичари, некои бивши шефови во разузнавањето. Сите тие се едногласни. ЕУ многу брзо ќе се распадне велат. И објаснуваат зошто. И натаму оди целава работа. Ама апла оди натаму. ЕУ е неодржлива како систем, тоа на сите треба да ни е јасно. Нашиве треба сериозно да седнат и да размислат како понатаму, ама не да си кажуваат пропагандни ЕУ и НАТО слогани, туку да и погледнат на вистината во лице. Ова нема да заврши добро. Наместо да кренат рачна, да му дадат шанса на Путин побрзо да заврши со војната, нели како што порача Кисинџер на овој состанокот во Давос, тие го притискаат од зид. Финска и Шведска одма да влегле во НАТО. Ненормални едни. Немам друг збор како да ве опишам, извинете, мислам вака. А добро се знае кој стои за тоа ваше лудило. Многу добро се знае. Многу добро.